Почитувани, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Лјупчо Ристовски, председател на Интегра, Македонска конзервативна партија. Ви благодарам што сте дел од вечерашната емисија и господинот Сотир Костов, добре дојди за вас. Добре ви најдов, добро вечер. Овие два дена тема број 1 во држава ми се чини е доаѓањето на Артан Груби или предавањето на органите на прогонот и синоќешната одлука за куќен притвор, што предизвика бројни реакции во јавноста. Сега, јас не знам како, господин Ристовски, вие гледате на овој случај, ги слушнавме партиите, меѓусебно се прозиваат, опозицијата обвинува дека станувало збор за политички договор. Вашиот став, сметавте дека е во ред да го добие тој куќен притвор Артан Груби? Видете, јас не сум ни обвинител ни судија, веројатно од политичка призма е судско-обвинителските органи се знаат од професионален аспект како тоа да го решат. Вака од страна политички изгледа симптоматично, оти неколку процеси се случуваат после лидерската средба и после приклонувањето на ДУИ кон одредени одлуки во собранието. Значи се случаи измени на законот за легализација на дивоградба, продолжување на роковите со фаќање на оној симптоматичен период од 2011-2012. Не, ама тоа е продолжување на веќе поднесените, тоа јас така го разбрав, поднесените случаи што се барања. Тие што не се завршени, да, заради институциите што не ги завршиле. И тие се меѓу незавршените. Јас велам само симптоматично, не велам ништо, не тврдам ништо, значи се остава еден погрешен впечаток и мислам дека во тој сегмент недостасува една добра стратегија за комуникација со јавноста, да се аргументираат сите. Од кого? Од страна на владата. Мислам дека тука треба да се појача тој сегмент во однос на стратегија на комуницирање со јавноста на овие симптоматични случаи, моменти, елементи и така натаму и мислам дека треба да се најде модус да едноставно владата, извршната власт, министрите, премиерот се дистанцираат јасно и експлицитно од судските одлуки, од судската власт, од обвинителските органи, од влијанието врз обвинителските органи, било со политички изјави, било со конкретни владини одлуки и така натаму. Значи мора да се најде една јасна дистанца и да се определи границата до каде е на владата, а од каде е на судско-обвинителскиот. Но тоа после ќе се разбере дека владата се меша, дека систем. Па симптоматични се, знаете, имате. Еве денеска имавме реакцијата на министерот Филков, ако мислите за притворот, побара да се спикаат. Внимавајте, ако направите анализа кој случаи се во притвор и ако споредите кои случаи на високи функционери се во куќен притвор, ќе ви стане јасно дека има сериозна дискрепанца, да не речам неправда во системот. Таа неправда во суштина ја нарушува довербата во судско-обвинителскиот систем и едноставно влие врз градење на свеста кај луѓето дека владата и извршната власт се меша во судско-обвинителската фејла органи и така натаму. Значи, тој дел ако се најде начин да се стави еден зид со јасен експлицитен владин стратегиски пристап, мислам дека ќе се омекне овој притисок од јавноста. Кажете еден пример, сепак да не зборуваме сега вака општо, зашто конкретно мислите? Па сега конкретен пример нема, меѓутоа имате и самата забелешка, ако сакате, и на судско-обвинителскиот систем е дека затворите се претрупани, особено шутка во делот на притвор. И мислам дека недозволиво долго се држат луѓето во притвор, страшно е тоа, 7-8 месеци. Тоа што значи, ако тие се држат таму за да не влијаат врз, не знам, процесите, сведоци, тогаш нели држењето внатре е у суштина нечие влијание врз процесите. Врз луѓето, нели е тоа притисок? Да, на крајот на денот тоа се сепак ние мора да се вратиме на законско решение дека не сме притвор да биде повеќе од 90 дена, точка. Така, да. Не сме да биде. А вака сега имате луѓе по година и пол седат во притвор. И сега внимавајте, тоа се просечни кривични дела, не се некој, не знам, на страшни високи функционери и така натаму. Ниту еден висок функционер не лежал во притвор во затворите. Сите се во домашен притвор или сите се слободени и тука се нарушува таа доверба, тука се раѓаат сомневања. Мислам дека тој момент
мора да се таргетира како една стратегиска цел на која ќе мора да работиме сите заедно. Не само владата, опозицијата, сите заедно како општество, мора да најдеме еден модус во кој што ќе градиме постепено довербата во судско-обвинителскиот систем. И со внатрешни радикални реформи, но и со надврешниот пристап на извршната власт кон тој сегмент. На прашање дали имаат волја да го направат тоа, гледаме дека за се е помалку важни потребна работи не политичка може волја. не може да се е потребна политичка волја. Господин Кустов, се согласувате со оваа генерална оценка на господинот Ристовски и околу конкретниот случај со Артан Груби? Добро, не можам да се согласам по цело со оваа генерална оценка, бидејќи нема љутиш, ама ако прашавте за конкретен пример, немаше конкретен пример. Не, Ја вака би добре, јас го рекол. прашав бидејќи мислам дека алудира за некој конкретен. Ајде да збориме со фактите и аргументите. Ајде да не речем и доказите. Артан Груби, висок политичар, година и кусур во бегство, поради основано сомнение дека сторил кривично дело поврзано со корупција, со организиран криминал, а тоа е дури има и пелење на пари, злоупотреба на служба и проневерување на пари од буџетот. Едното е 8 милиона евра, другото е 3-4 милиона евра. Дали вчера полицијата го донесе Артан Груби во судот? Го донесе. Факт. Значи, извршната власт, представена од полицијата, со која раководи министерот, кој се во склопот на владата на Република Македонија, својата работа си ја заврши. Мако трпно работела или не, соработувала со соседните земји, соработувала со Интерпол и другите, да не ги набројувам организации, не знаеме, очигледно соработувала, предпоставуваме, бегалецот, недостапниот од година и кусур месеци на законот, Значи, на правдата, имало причина ве зашто молам, Груби се вратил. Велите вие дека тоа се Не, нема работи. причина. Полицијата го донесе во судот. Туку така мислете од еднаш тој ќе се разбуди и ќе дојде во 6 и 10 саатот на блаци и ќе се пријави? Не, ве молам. Па токму за тоа. Ве молам. Значи, извршната власт за мене тука завршува. Зошто сега бараме изјава од Мицкоски? Зошто бараме владата да се изјасни? Па неле не сакаме политичко влијание во судството кај јавните обвинители и судовите. Со села направо што владата не се меша во ова. Министерот има право да се меша, министерот за правда, од причина што обвинителството и судот дадоа некои си соопштенија крајно катастрофални, дека наводно казнено-безбедносниот систем, тоа е затворот, не гарантирал безбедност и сигурност на Артан Груби. Дали Артан Груби е во групата демократија од 24 карати? Што правиме со минатото? Сега малку да видиме лошата страна. Со родилката, бремената и мајката на бебе Јанкуловска, што беше малтретирана. Што правиме со двојцата министри Јанакиевски и другиот момент не ми текнува, што ги ставија во притвор, па ги физички нападнаа, ги натепа. Тие се невредни или тие се вамаровци, па на нив ги искалуваме. Значи, Артан Груби со обвинителската одлука и со судската одлука добива поврстен специјален статус. Зошто е тоа така, треба да истражуваме. Ова е брука на обвинителите и на судиите. Сега, од овој момент ќе збори граѓанинот Сотир и вели дека ова не смееше да се случи. Затоа што сум револтиран, докажано коруптиван човек, ни беше во бегство, 12 милиона во игра се, а тој е поврзан и со други предмети кривични. Сопругата на поранешниот премиер и дал земјиште багатела. Тој заседавал со таа седница. Треба да каже каде е Ковачовскиот рек. Тој овозможувал некој. Бехтеленка да не набројувам, да не му ги трупам работите и така му е тешко веќе на грбот. И така му е тешко. Значи, зошто сега правиме неправда, неправично се однесуваме, а овие од порано вамаровците така, нека ги тепаат, по 10 пати ќе ги ставаме во притвор, по 10 пати ќе ги вадиме, ќе фалсификуваме белешки од државна безбедност, каде што се велеше, Спире беше, сега ми текнува, кој министер беше, каде што велеа дека Миле Јанакиевски ќе бегал од државата.
лично го познавам, Илијан Киевски не е криминалец. Издржа што издржа. Ајде да видиме кој го прави тоа. Дали некој го знае кој е обвинителот што вчера работел со Грони? Дали некој го знае кој е судијата што работи вчера со Грони? Вака да не сгреши. Сега, според вас, виновни се судијата и обвинителот? Не виновни се, сега ќе ви кажам што направиле и да ви ја кажам нивното потекло. Даниел Коцев, обвинител, прогласен за правенец на генерација академец, суди и обвинители во време на СДСМ и ДУИ. Даниел Коцев, фонтана случајот во Мавровка, се сеќавате што све имаше, низ прсти им погледна, работата се заврши како што се заврши. Се сеќавате ли на смртниот случај со обраќајка на Пластичарска? Имаше и бегство, имаше и свашта од страна на сторителот. Детето почина, само 2 години казна доби сторителот. Даниел Коцев. Има и други случаи, да не го узурпирам времето. Значи, тој најдобар правенец на генерација, гледам во гледачите и кажувам, одработува за ДУИ. Одработува за ДУИ. Ја колку знам, ВМРО ДПМН и ДУИ од 2017 година имат неразчистени работи кога беа ВМРО-вците изиграни од ДУИ. Ја колку знам, Артан Груби најмногу се изсмеваше на првичните порази на ВМРО ДПМН, на Мицкоски и на состојбата во која се наоѓаше ВМРО 17-та, негде 19-та, 20-та. Дури и потоа, да не ги кажувам интервјуата за медиумите, каде што се изсмеваше, ги понижуваше. Каде бе сега? Кој спине тоа? Председател на партија имаме, знае што е спинување, знае што е спин доктори, знае што е пиар стратегија. Кој е таа стратегија да ги поврзуваме ВМРО ДПМН, Мицкоски, Артан Груби и ДУИ? Ама нема благе везе. Кој го испрати ДУИ? Не, те молам, да си завршам. Ама те молам. Тезата да си ја кажам. Кој го испрати ДУИ во опозиција и го кажа тоа 2023 август после лидерската средба со Квачевски? Мицкоски. Зошто се ја бараме од Мицкоски да се меша во судството? Не треба да бараме. Да завршам со судијата. Марин Станевски, дечко кој потекнува од УБК и преку глава ми е веќе судскиот систем, судскиот систем и јавно-владинска организација, разни поранишни или одбегнати удбаши, полицајци да го кашкаат. Тука мислам и поранешно СЈО имавме луѓе уфрлени од полиција и така натаму. Ни требат чисти обвинители, ни требат независни, стручни суди и обвинители кои ќе одлучуваат за работите што се случуваат. Да завршам со судскиот совет. Совет на обвинители. Зошто молчат недела дена? Имаме кривична пријава од Панчевски, поднесена против нив дека узурпирале службата. Зошто не докажат дека Панчевски не е во право? Зошто едно сообштение не дадат дека Панчевски има фейк кривична пријава? Ја ви тврдам, многу добро срочена кривична пријава, кратка, јасна, Бог да го прости, татко ми правник сажета велеше, и им кажува каде сгрешиле и што направиле. Со таков систем, со такви обвинители, со такви судии вчера како што постапуваа, мислам дека нема да отидеме далеку. Сега морам да кажам како експерт правен со 3 реченици. Ајде, да го интересува. Доколку Груби, конечно, стапил во контакт со нашите власти и рекол, спремен е да соработува, да каже како се правел криминал од високата корупција и организираниот криминал за делата што ги посочив, нашите, предпоставувам, прифатиле, ја можам до негде да разберам зошто вчера се случи тоа, ама не требаше така се случи. Обавезно 30 до 60 дена, што вели, спомна 90 дена, тоа е максимумот, требаше да имаше притвор, за да имаме праведност кон сите и после пушти го дома, бидејќи се предпоставува дека сите докази се соберени и бидејќи еднаш беше во бегство, валјда не е толку глуп да оде уште еднаш во бегство и ја би го пуштил во куќен притвор.
А вака, сега одење во куќен притвор, ги понижуваме и 27 април, и сите, и Панчевски, и не само да, тој, но во и други јавноста судии и веќе се остава обвинители. впечаток дека се работи за политички договор што ме пуштен во домашни. Ама чекај, ти се молам, каде тука политика гледаме? Чекај, дали Тука добро имаме сватив, органи на Сотир? прогон и јавни обвинители и судии. Каде се шефовите? Каде е веде обвинителката да преземе мерки? Каде е шефот? Мислам, шефот му е новиот обвинителот Анел Фидовски. А они треба да реагираат. Добре, еве Јавноста министерот е ги дигната повика- на нози. ги повика министерот, Ама, ја да. реков, ќе зборува Сотир Костов граѓанин, ќе зборува Сотир Костов експерт, бидејќи јас знам ЗКП што дозволува. ЗКП дозволува државата со мене криминалецот во бегство да се договара. Ама знаете зошто се договара? За поголема вредност, да открие други сторители на кривични дела. 3/4 од нив се Но во е бегство. спорно што е во домашен притвор. Значи Така? тезата твоја, извини. Неправедно се тоа. Извини, Сотир. Повели. Тезата Не е твоја, теза, според многу она ја јасен што став сватив, дадов. Сослушај. Дека Артан Груби потенцијално се договорил со власта, Не со власта. значи Али Ахмети да го турне од Дуи и да го затвори криминалот на па Дуи. тогаш не слушаш. па, Сега него, ја ти тоа сме беше тезата, стари шо? познаници и пријатели, за не ти речем на што седиш. Тоа е Значи, тезата. јас кажав, извршната власт, За полицијата... кого го- ќе се договарат Чекај, од Губи со повисока вредност Сега ќе со ти Зали кажам, сега ќе Ахмети. ти кажам, полицијата има институција, ти си многу писмен човек, работеше во владата, политичар си, председател си. Има нешто што се вика меѓународна правна помош? Има. Има нешто што се вика меѓународна правна соработка со соседни земји и меѓународни организации за Ти мислиш гонење на тој на дел? корупција. А, добро, ја те сватив на Али Ахмети, мислиш. Па може би, чекај, па може би Интерпол стои за ова. Пази, од тука зборам може би. Да. Па може би некоја друга организација стои. Фактите, председателе на партија, фактите ги гледајте, полицијата си ја заврши работата, Добро, да сватим. го донесе. Го донесе човекот. Обвинителите и судиите донесе сам си дојде патен. не е тачно. Сам си Не е дојде, тачно. да, граница. Направија циркус за да не делат сега. Ке се делиме на едни, други и трети и ке дадеме повод некои со скандирање да го пречекуваат да го испраќат дома, а утре ако го имаме второстепена постапка, ако го пратат во притвор да се бунтува некој. Такви обвинители преку глава ми е од нив, да ти кажам и Добро, судија. но како и да е, бидејќи Артан Груби е човек што е и на црната листа. Добро утро претпоставувам дека и да, одозгора на тога да го спомнам Заев. На црната листа. Не, А ако сакам го да вратила кажам- САД, дека Стејт случајот департментот ако ќе го се вратила- мониторира и од надвор, Ако го претпоставувам. сега малку да те насмеам, пошто шетан човек си. ФБИ ако го вратил, Не е ЦИА толку ако го вратила. битен, не е толку битен играч да го враќат. Не, на црна листа секој на САД му е битен, како вели, ги загрозува интересите на САД било каде во светот. Морам да те потсетам на ова. Националната безбедност, не знам како е. Националните интереси. Да. Легитимно, добро. Да, Се разбравте сега околу. Не, се дискутираме. Да. Да. Во другиот дел, да, Да. се согласувам. И како очекувате да се разреши целата оваа ситуација? Правда. Очекувам правда. Очекувам обвинение. Заборав да кажем овој Даниел и во кочени пулс, затоа пулс веќе почна да шета ваму таму. И тој му е случај. На глава му стои. Добро, сепак вие сте и поранешен обвинител. Предпоставам сега од некои ваши, добро, да, бидеме секако прецизни. веројатно знаете дека и Не, можете сега да ви се кажам, соочите и со одговорност за ова. Кај Груби е многу јасна работа. Ќе се потрудам тоа во кратко да ви го кажам кривичното дело. Битието на кривичното дело е такво што направиле нешто што не било во надлежност на лотарија. И направиле штета 8 милиона, тој препари ми некои други и сега пазите како е штетата. И што велат од Дуи, гласала целата остави ја влада, Дуи. не е Не, сега. правникот слушај го. Тоа почнува во Министерство за финансии. Министер, државен секретар унивно време. Оди во законодавство на мислење. Од тамо оди на генерален секретаријат во влада, се усогласува, многу добро мојот соговорник го знае тоа, и оди на влада. Таа мрежа кој ќе се фати, ќе се види кој се е умешен во тој криминал и бидејќи не е во надлежност на лотарија, нема што да се докажува. Делото е однапред. Тоа е редок случај однапред докажано. Преземале нешто, го оштетиле буџет, имаме штета, значи, и присвојување противправно на таа висина од 8 милиона евра, поделена меѓу нив, предпоставувам, на сите битија ги има на делото и тоа дело треба за мене до крајот на годината да биде пресудено. Секој одоговечување, ова што ви кажував, не случајно ви кажувам, и фонтана, и пластичарска, и пулс, и се. Добро. Да го запамтиме овој ден кога сум гостувал, па ќе ме подсетите некој пат после 7-8 Ќе месеци. видиме да Ова револтирано го кажувам како граѓанин, како граѓанин.
Да. Ќе видиме дали ова ќе ги редефинира можеби некои политички процеси во државата, бидејќи има и такви реакции во јавноста, па ќе видиме Правосуден што го кажувате. случај не може да редефинира политички случаи. Па не, вие велите дека ќе се соработува, дека ќе се откриваат високи случаи на корупција, дали јас То не е у погрешно разбрав? политиката, па тоа е во органите Ќе на влие прогон. на политички Тоа процеси, се да, обвинителите, па тоа сега, е полицијата, се е сега ќе ви кажам, тоа е полицијата, тоа се судовите и тоа се оние специализирани организации, да не ги бројам сега, агенција за финансов криминал, агенција за перење пари и така натаму. За тие се согласувам. Абе дајте да се тргнеме еднаш политиката, да тргнеме. Зошто ја мешаме во овој случај политиката? Не ја Мене не мешам, ми е јас јасно. велам дека тоа ќе предизвика политички... Осудија, социјалистичка, осуди ЗНАМ, осуди ВМРО. Што сакаме повеќе? Што сакаме? Господине, Што сакаме да, повеќе? апропо ова што го кажа господинот Костов, можно ли е според вас да има некои политички редефинирања на политичката сцена, бидејќи тоа што го кажа навистина податоци кои што добро би можеле реално и да се Ако очекува. има некој таква намера, многу лошо го одбрал патот да оди преку судско-обвинителски органи, случаи, пресметки и така натаму, оценувања. Значи многу лош пат е тој. Така е. Значи едноставно се што е во допир со било какво оставање печаток во јавност дека власта се меша, извршната власт на судската Не, не власт, велам јас дека се меша судската власт, меѓутоа самите тоа е тие... мешање, ако вие потенцијално претпоставувате дека овие случаи може да бидат причина за некои политички потреси и случување така, тоа значи дека ја потврдувате тезата и ја одобруваме сите како општество ќе се оведе тезата одредени дека случувања во претходната власт, ако јас добро Треба. разбрав. Луѓе, Високи може да случаи на прашаме корупција. Може да Значи- прашам едно прашање? Не, докажете. Извини, Ајде. докажете. Значи, поентата ми е, судско-обвинителските органи нека си ја терат нивната работа. И јас одамна тврдам дека власта мора да наметне комплетна длабока реформа во правниот систем. Значи, во владењето на правото. Се согласувам. Во независноста на судско-обвинителска власт, во поделбата на власта на законодавна, судска и извршна. Тука ни е потребна национална реформска комисија, која што ќе се зафати сегмент по сегмент, да ги раздвои, да ги расчлени и да преземе радикални реформи. Јас одамна велам дека комплетно судско-обвинителскиот систем мора да оди на реизбор. 90 дена се дава право секој судија обвинител да аплицира одново. После овој и нови случај нови и јас дела. се согласувам. Значи ние мора да направиме нов реизбор комплетен Се сеќавате, и господин да Ристовски, ставиме повисоки кога бети, по извинете, изборите, ме молам, да. бети, да ставиме високи критериуми за избор на суди и обвинители. Ако на запад, на најелитните универзитети имате SAT тестови кои што мора да ги положите одделно математика, одделно физика, одделно хемија, одделно биологија, одделно јазици, одделно се. 6 до 7 SAT тестови. И бодовите одлучуваат дали ќе влезете на Харвард, дали ќе влезете на Йейл, дали ќе влезете на Райс, Колумбија и така натаму. Бодовите одлучуваат. И нормално вашите достигнувања во животот, вашата преференца, вашата амбиција, вашиот кредибилитет, вашиот вредносен систем, ние мора да внесеме високи критериуми за избор на суди и обвинители. И кој се цени дека ги исполнува тие критериуми, нека аплицира Бојрум. И мора да се најде начин како во изборот да нема влијание политиката, него да има влијание медиасистемот. Има начин, и имате западни демократи кои што тој систем го вовеле, кој што функционира и така натаму. Ние треба да се ослободиме, да робуваме од статус квото. 36 години Македонија тапка во место. Да, но поентата што ми Ако беше... довербата во судско-обвинителскиот систем е ниска, значи се брои на прсти во проценти, тоа е аларм, не аларм, вришти алармот. Дека мора да имате радикална реформа. Од тука премиерот треба да формира национална реформска комисија со странски стручњици ако треба дел. 1/3 нека бидат врвни правници од странство, врвни професори. Дајте да го реформираме судско-обвинителскиот систем. Таква реформа ни треба и во политичкиот систем. Со законот за избори, со законот за финансирање на политички партии, со закон за политички партии. Комплетно ни треба реформирање на политичкиот систем и ни треба комплетно реформирање на економскиот систем. Таму имате еден сериозен рак, тоа е банкарскиот систем. Луѓе, запамтете, банкарскиот систем во Македонија. Во Македонија, сега мала дигресија, ова ќе ми простите, меѓутоа, насушна е потребата да влеземе во радикална реформа на фискалниот, финансискиот, значи на целокупниот економски систем. Зошто го велам банкарскиот сектор? 5 банки ја ораат Македонија. Нејам колку вратот ставаат на луѓево.
Тие прават стотици милиони евра профит годишно. Тоа ви укажува дека станува збор за монополизиран банкарски сектор. Ја не знам што чека гувернерот Славевски. Треба хитно да иницира тој Национална радикална реформска комисија која радикално ќе се зафати со реформа на фискалниот и финансискиот сектор целосно. Значи ние внимавајте, стоиме, статус кво е, Македонија и треба радикални реформи во сите области. Еве просто, ајде нека гувернерот Славевски, еве јавно го повикувам, нека каже колку депозити граѓани имаат во Стопанска банка и колку годишно Стопанска банка одлева во Атина за поддршка на Национална банка на Грција и за развој на грчката економија. Со наши депозити. Станува збор за стотици милиони бети. Нашите граѓани ги ставаат депозитите, тие депозити одат во Атина. Не само таму. Имате неколку странски банки. Ние немаме здрава македонска банка. Нашите депозити се за развој на македонските микро, мали и средни бизниси, а не за грчките во Атина. Добро, но тука сме отворени. Значи, има право и странски... Ама ние треба вака да резонираме, бети. Оставете ова со групи, ова тоа се ситни работи. Поинтата не сега групи, поинтата ми е бидејќи велите групна реформа за радикална реформа на македонското општество. Дај да разговараме за нова македонска парадигма, дај да разговараме за нова Македонија, луѓе. Не може ваква Македонија да продолжи. Не може повеќе да продолжи ваква Македонија. Ако не се способни СДС и ВМРО ДПМН, дај да најдеме начин да изнедриме здрави сили во државата. Добро. Да вода државата во истински. Ама еве враќаат, одбегнат година и кусур. Тоа е последици. Под председател на влада бивша. А вака, коренот на проблемите не се однесува за тебе, ти знаеш моето мислење за тебе кое е, и као личност и као председател на партија, да беше, хипотетички, да беше во времето на СДСМ и на ДУИ груби некој си, ќе добиеше куќен притвор или притвор? Те молам. Се сложувам со Не, ќе ми одговори. Се сложувам. Социјалдемократскиот систем го разори судско-владителскиот систем, социјалдемократскиот го разори. Го разори судско-владителскиот систем. Ништо помалку и ништо повеќе од претходно режимот на ВМРО ДПМН. Значи не можеме да ставаме на вага кој повеќе или кој помалку. 36 години со тие две партии Македонија тоне, Сотир. Сакаш ти тоа да си го признаеш или не, тоне. Ниту тие, ниту вие не изнедрија радикален реформски процес. Чекор напред. Еве, јас сум рак под знак, еден чекор напред, два назад, па ќе идам напред, па назад. Така нешто е, а дека ни требаат промени. Ја ги гледам, промените се случуваат. Значи, Сотир, ова го кажам добронамерно. Задоволен. Сотир, ама промени јас гледам. Дайте да го свртиме општеството со една национална реформска комисија од 3 сегменти: правен, политички, економски. Ја мислам во теке тоа. Дайте да ги се одбереме сите македонски умови од цел свет, од дома. Дайте да собереме се што е светски стручњак. Се што е светски стручњак, да седнеме на маса и да речеме во наредниве 35 години Македонија ќе ја движиме во тој правец и ќе направиме просперитетна држава за наредниве 30 години. Запамти, меѓу двете светски војни, колку години владееше српската управа овде? Од 19 до 41. Да. 22 години. Што се направи? Колку пруги се направија? Колку брани се направија? Што направивме ние за период од 22 години? Ништо. Ништо. Не бе, зошто одиш во тоа време? Од 45-та година, извини. Од 45-та година со Титовска Југославија. Да. Мери 36 години до 80-та година. 35 години. Што направија? Све. Пруги, електрификација, индустриализација, образование, универзитети. Лесно им било една партија била, не они со кого се договарат. Небитно е, Пети, ќе го најдеме системот. Да, отидовме предалеку да се вратиме. Не е далеку. Ова е вистината. Ќе го најдеме системот ние за 35 години. Не, друга ми е поинтата, слушнете ме, сами владееме за прв пат. Ние сега велиме нашата... Бете, извини, за прв пат во 1000 вековна историја сами владееме држава. Сами владееме држава. Како македонски народ, прашање е сега дали е така. Меѓутоа, за 35 години ние не успеавме да му покажеме на светот дека сме вични како народ и дека сме способни да водиме држава во вистински правец. Не покажавме. Јас да отворам дилема. Јас барам да седнеме и да го прекинеме тој процес, таа агонија да ја прекинеме. Да најдеме реформски пат по кој што ќе се движи државата, луѓе. Еве тоа ми е не ме слушате. Моето прашање е, ние цело време велиме дека одиме кон неу од
самостојувањето навака и постојано ни се испорачуваат некакви услови, какви реформи ќе се прават, па што треба да смениме и така натаму. Дали можеби тоа е еден вид на хендикеп околу тоа како ние сакаме да се насочиме? Еве, вие велите внатрешно така да направиме, меѓутоа понекогаш имаме впечаток дека од надвор друго се солира овдека. Особено во делот на да речеме на реформи во судство. Кај нас да речеме имаме некаква академија на судии и обвинители, многу експерти се чудат што воопшто имаме. Вие кажува в академијата. Вие кажува. Тоа сакам да кажам. ВМРО ДПМН по изборите, сега не знам дали тоа им беше само предизборен трик, најавија распуштање на судскиот обвинителскиот совет. Видовте што се случи? Мислам, кога почнати сега многу работи се дали ние можеме тие чекори да ги правиме? Дали сме ние доволно самостојни, суверени? Па сега може вака. Дали некој ќе си признае дека секој пат овие од страна влијанија се прават кога СДСМ е на власт? Од промена на уставот прв пат, втор пат, трет пат, промена на знамето, промена на најболното на името, погазувањето на народната волја на референдумот. Секој пат како по правило кога е СДСМ на власт. Па потоа имаме нивице, па имаме договор со Бугарија, па имаме француски преглед, па имаме рамка. Добро, за тоа ја плати и политичката цена на последните избори. Тука малку треба да мислиме кога ги гласаме луѓево и политичкиве партии, да е малку да стегниме. Па не, тоа ми беше и поентата. Дали ако и ова што рековте... се согласувам со овој соговорник, да ги пробаме малку и новите, малите и средните, ама треба да се окрупните малку и да видиме некоја нова парадигма, ама ајде да си признаеме. 2 години оваа власт е под притисок. Што би рекол господинот Костов, мала конкуренција на СДСМ и ВМРО, на тоа мислите? Зошто не? Малце посериозно, малце се себични тука. А зошто не? Ја работам со мали и средни партии. А зошто не? Ама знаеш како? Сите сакаат да бидат лидери, не се ова за тебе, драг колега. А дај нека се обединат, сум направил ја математика, тестови сум правил, дека ќе добијат партеници и нека почнат, еве како што почна знам со 6, како што своевремено почна НСДП. Зошто се врати во скутот на СДСМ, не ми е јасно. Значи, треба да се обединат за да можат рамноправно да зборуваат со ВМРО ДПМН. СДСМ не ја спомнувам, СДСМ е падната веќе. Левица оди кон СДСМ, дуи е тука некаде, ама ако се реформира. Ако не се реформира, ќе остане коруптивно и криминал заглавено и ништо нема да биде. Овој е прилика на дуи сега, со груби да се реформира. Али Ахмети денес требаше оставка да даде, бидејќи неговиот пулен го фатија. Неговиот пулен е во домашен притвор. Сите негови пулени ги фатија. Не, ама ова е специфичен. Ова е лекс специалис. Мислам случај, не лекс. Добро, господин Кустов, апропо тоа што велите дека треба да се спроведат побрзо тие реформи и ова што го зборуваше господинот Ристовски и овие процеси што се водат во правосудството, независно тоа дали ние тоа го правиме само за его, го правиме пред за нас тука, може ли владата на крајот од денот да ја плати политичката цена ако не го реализира и дел од ова што го зборувате? Ама ќе ја плати. Ама тоа е нормално, бети. Тоа е нормално. Ја колку гледам корпус на закони без да се мешаат во одлуки такви. Во Министерството за правда. Гледам корпус на закони во владата. Гледам корпус првичен на закони во парламентот. Не искоментирав на почетокот, кога почна мојот соговорник, тргнале работите. Ја го тоа гледам позитивно, он даде една мала критика. Па тргнале, па се договорија на лидерска средба. Испаднаа дека не се поглавици на племиња и на индијански племиња. Испадна дека од тој договор профункционира собранието, се дигна на повисоко ниво. На која лидерска мислите на последната СДСМ не беше? На последната па не беше. Зошто не беше? Сите се таму, а тие не се. Каде е нивната инклузивност? А си се договорија. Народен правобранител избра, законите помина, да не се повторам, што го каже мојот соговорник. Сега сакаме да работи собранието или не сакаме да работи собранието? Еве ги лидерската средба си ја оправда функција. Би сакала сега малку и околу овој нов процес што се отвори околу го спомнавте нели Панчевски кривичната, минатата недела беше тоа. Сега се во игра според премиерот. Тој кажа тројца кандидати, Линче, Ристовска не. Што очекувате во околу изборот на новиот јавен обвинител, како ќе оди постапката? Ајде сега да го прашаме господинот Ристовски. Каков јавен обвинител ни е потребен? Тоа е прашањето. Ако дрвото има сув корен, така, нема доволно вода, каква крошна ви очекувате? Изсушена. Значи, што и да направите, било каква
краткорочна, ефемерна, било каква промена сега внатре во судско-винителскиот систем, тоа е, како да ви кажам, како кастрење одредени гранки или да потеруваат, не знам, некои нови гранки. Вие немате вода до коренот. Ние мора радикално да влеземе во коренот, да го нахраниме коренот. Дали ме разбирате што сам да кажам? Тоа е Јас метафората ти ја разбирам. комплетна радикална реформска Па добре, промена нели нов закон и сега на ќе има основа за јавно не е обвинителство? само нов закон, не само еден закон. Значи, од корен мора да ги фатиме работите ако сакаме да имаме крошна која што ќе дава плодови вети. Значи, ние не можеме да си играме измени овде, измени онде, ќе влијаеме сега овие обвинители, они обвинители по наша мерка, по ваша мерка и така натаму. Знаете, јас сум поборник на малце порадикални реформски промени. И мислам дека треба да го размрдаме малку општеството. Мислам дека треба да го размрдаме општеството и да почнеме да се бавиме со суштински работи, да се бавиме со содржината, а не со формата. Да, но како што рековте да се договора, така една стvar изборно, ова е, но не се во делот на формата. Такви процеси, одеднаш има отпор. Тоа е. Дайте 95% од времето, како Ајнштајн што ни учи, да дојдеме до сршта, до изворот, до коренот на сите проблеми, на Ерик сите Фром ти е сегменти на тоа, до општеството. коска промени. Ерик Фром, до Ерик коска, Фром. до коска. А 5% после од времето ќе бидат решенијата. Многу едноставно е, луѓе. Па вие Може јас? Тоа премногу оптимистички ми делува. не е Нереално во бети, моментов. ама вака сега Science застани. fiction, Не, да не, ви не, не. Ова ти е многу прости ми. Ама не 3 децении ние, еве, што Не може, да кај види, сме. не може да заклучуваш дека е нешто нереално кога Не викам дека е моćни нереално. Нереално е да се просперитетни договорат, нации, тоа ми е слушај го прашањето. сега Добро. професорот малку. Моćни просперитетни нации го поминале тој процес. Храбро, одважно, радикално реформски и направиле резови кои што болеле. Се кршело општеството. Имало потреси. Големи партии паѓале со 2% завршувале. Но тој процес ако Македонија не го помине, ке не нема бети. Да. И ова не е невозможно. Ова е возможно. Сингапур. Вас ви треба храбро лидерство, храбро лидерство со политичка волја да ги менува работите, не да одржува статус кво заради ефемерен интерес. Имате ли впечаток дека има Запамтете го ова. таква клима? Има ли? Па јас кажувам 36 години сме немале до сега. Јас се понадевав дека ВМРО ДПМН ќе има таа сила. Па добре, Народот му има даде страшна уште доверба. време. Невидена во овие 36 години во Македонија. Како никогаш досега еден лидер и една партија добиваат апсолутна поддршка и од нас патем добија поддршка. И ние очекуваме, луѓе, резултати се очекуваат. Па тоа е Риков преска, ако нема Јас ова го опипливи говорам да ги резултати, охрабрам власта е луѓе. таа што ќе го- ќе Еден ги ден мора книжи да некои влеземе во сите ладна вода, Бети. Јасно. Ако не, сите ќе се удават. Јасно. Запамтете, ние мора да влеземе храбро да влеземе. Реформски до крај и тука и премиерот и ВМРО јавно кажува и владата ќе имат сетам и моја лична поддршка и партиска поддршка секаква. Да. Дајте луѓе да ја размрдаме Македонија. Да, но знаете како е, партиите калкулираат и со па ја размрда политичката, цела Југославија во тоа политичката време. цена. Може за изборот јас да кажам Ајде. некој звон?